Па, се што се случува со климата изминативе години само е доказ дека климатските промени постојат и дека како минуваат годините ќе ги имаме се поекстремни. Бројот на загинатите во поплавите во Шпанија расте, земјата тагува за загубите, светот се мобилизира за помош, а експертите со порака дека сега како никогаш е кренат алармот и потребата од глобална акција. Тоа ќе биде и нашата прва тема утрово со нашата колешка Наташа Алексовска. Добро утро, Ната, и добра недела во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов. Да почнеме поред. Што ги предизвика катастрофалните поплави? Шпанија е земја која е добро организирана, има систем за справување со кризи, но ова никој не го очекуваше. Од каде толку вода се препишува се на големите суши, но дали само тоа може да биде причината или повеќе се факторите? Па има повеќе фактори. Веднаш ке споменам, она што се случи во Шпанија беше апокалипса. Повеќе наликуваше на некаков тип на цунами, отколку на невреме. Метеоролозите излегоа со тврдења дека таков тип на катаклизма понекогаш е невозможно да се предвиди, односно да се прогнозира. Знаеме колку што сме информирани, 360 литри дожд во едно место на метар квадратен за еден час. Тоа е навистина огромна количина воден талок, која што географскиот простор не може да ја впие и таа вода останува на површината на земјата. Метеоролошки тоа изгледаше вака. Циклон од Атлантикот дојде во судар со влажен воздух од Средоземното море. А зошто? Затоа што поради климатските промени температурата на Средоземното море, па и на сите мориња е зголемена за 1,5 степен Целзиусов во однос на повеќе годишниот просек. Таа влага во атмосферата се претвора од водена парија која што се кондензира и потоа настануваат капки дожд. Првично се простираше од северот на Африка до југоисточниот брег на Шпанија. Циклонот од Атлантикот дојде во судир со тој влажен воздух во атмосферата на повисокиот слој, меѓутоа истовремено уште еден циклон од приземиот слој од исток се појави и овие два циклона, влагата од Средоземното море и ветерот кој што им се најде по пат беа идеална предиспозиција да се случи тој циклон Дана, како што го нарекуваат, јас би го нарекла циклон убиец. Сега, ова е феномен метеоролошки кој што настанува во есен и се случувал изминатите години, но не со толкав интензитет, не со толкава моќ. Како што споменав, затоплувањето на водата и климатската нестабилност си го направи своето. Да се случи токму една ваква, како што ја нарекуваат, поплава на векот. И метеоролозите и светските лидери го искористија овој момент да повикаат уште еднаш на глобална акција за справување со климатските промени, односно последиците од нив. Оно што ме интересира, Наташа, каква треба да биде акцијата во моментов и може ли да се спречи процес кој е веќе почнат и чии последици ги чувствуваме? Да, постојано слушаме од научниците, од метеоролозите кои што излегоа со своји анализи. Па пред се треба да се тргне од воведување на мерки во рамките на националните политики и зајакнување на капацитетите. Постојано слушаме за инфраструктурата која што треба да биде помодифицирана, значи да се изградат објекти кои што би биле поотпорни на таквите временски непогоди, катастрофи или да се унапредат веќе постоечките објекти. Сето тоа влијае на целиот систем целокупно за полесно справување со климатските промени. Меѓутоа, за жал, понекогаш пред силата на природата сите сме немоќни. Значи може да се ублажат, така ќе се изразам, последиците, меѓутоа целосно да се елиминираат. Не, за жал. Сега, овие сцени, например, многу подсетуваат и на поплавите кои што ги имавме тука во 2016 година, кога одеднаш од Скопска Црна Гора дојде огромно количество на вода во неколку од скопските села. Затоа тука сакам да го поставам прашањето, треба ли оваа слика од Шпанија да не плаши, има ли ризик ова форма на невреме да се преслика тука и кај нас? Со оглед на тоа и дека човечкиот фактор не можеме да не го заборавиме. Видовме вчера дека и шпанскиот крал дури се извини на граѓаните затоа што и човечкиот фактор е доста виновен, сечење на шуми и така натаму и така натаму, гледаме што се случува не само кај нас и на Балканот. Така. Во однос на природата и чувањето. Така.
Она што се случи пред неколку години кај нас беше предизвикано од висока температура, се сеќаваме, беше летен период, август месец. Сакам да кажам, шокот ни дојде одеднаш неочекувано на такво место. Да, висока температура и циклон продор на посвеж воздух од север. Меѓутоа, се сеќавам дека и метеоролозите и кај нас го изјавија истото, дека тоа се нарекува поплава на векот. И таа зошто е поплава на векот или катастрофа? Затоа што се случува еднаш во 100 години или на период повеќе од 100 години. И веројатноста да се случи се сведува на 1% годишно, што значи мала е веројатноста. Тоа беше друг тип на невреме, односно предизвикано од други фактори за разлика од ова во Шпанија. Сите мориња, како што споменав и на почетокот, се сега затоплени и се со надпросечна температура, почнувајќи од северните, балтичките, медитеранските, знаеме, да не ги набројувам, Јадранско, Тиренско, Јонско, Егејско и така натаму. Ние сме блиску до Медитеранот, но сепак далеку од морињата кои што би предизвикале катастрофа, а циклоните најчесто доаѓаат од Атлантикот, од Дженовскиот залив, оние кои што ја погодуваат Италија преку Јадран од Балканот, ама кога се наближуваат кон нашето подрачје, некако слабеат, односно го намалуваат интензитетот и кај нас може да има наоблачување, врнежи, така што иако ништо не треба да не изненади, меѓутоа нема такви услови за да имаме таков тип на невреме. Па еве и сега во блиска или во подалечна иднина сигурно тоа нема да се случи. И треба ли во тој контекст да се, да речеме, подобро напреди системот за управување со кризи? Метеоролозите во Шпанија, барем од оние информации кои што можеа да се прочитаат, предупредиле навреме, меѓутоа системот за управување со кризи сметал дека предупредувањето и не е толку сериозно за да реагира и да ги информираат граѓаните, па затоа и толку жртви. Треба ли овие системи, иако велат дека шпанците се една од ретките држави кои што имаат добар систем за управување со кризи. Па да, тоа е всушност и целта на функционирањето на системот за справување со кризи, значи да се алармира, да се предупредува и се што треба да се стори во интерес на заштита на животот и здравието на луѓето и на животните, секако од секаков вид на катастрофи. Метеоролозите секој пат најавуваат, значи дека се очекува невреме, се издале црвен метеоаларм, дека се очекува поголема количина воден талок. Веројатно никој не е предвидувал, како што веќе споменав и на почетокот, дека екстремна количина воден талок ќе падне и веројатно затоа и системот за управување со кризи од друга страна, ајде така се изразам, не бил подготвен или не завршил работата како што треба. Потребно е секако јакнење на капацитетите и кај нас апсолутно, но повторно јас ке нагласам дека треба убаво да се следат метеоролошките модели. Може да се предвиди голема количина воден талок, каде е напредокот на науката, метеорологијата, па и вештачката интелигенција, да се превенира едноставно и да се евакуираат граѓаните, да не излегуваат. Каква есен и зима не очекува? Можеме ли да најавиме? Можеме, да. Баш од вчера ни почнаа пониски температури за 5 степени. Да. Најавува тоа ладна зима? Бев викендов во Србија, таму веќе ги плашат граѓаните дека во јануари Белград ќе замрзнел. Ќе замрзнеле водите, Сава, Дунав, има некои такви најави. Најавата на метеоролозите во регионот, да, навистина упатува на студена зима, што не е случај и кај нас. Интересна работа. Кај нас се судираат континенталната и медитеранската клима. Така што метеоролозите, да, најавуваат студена зима, меѓутоа кај нас прогнозата е умерена зима, нешто повлажна во однос на повеќе годишниот просек, со снег на планините и на повисоките места, сигналот се става во западните делови од земјава, врнежи од дожд, постудени бранови, еден таков се очекува за Божик со врнежи од снег, а во текот на ноември. Сега периодов сме под антициклонско влијание, значи немаме дожд, имаме сув период, допред некој ден уживавме во сончевите октомвриски денови. Ноември
септември може кон средината на месецот да имаме врнежи, затоа што се очекува формирање на циклон во Јонско и Егејско море и кон крајот на месецот. Значи немаме некои најави за екстремно студена зима, а само уште ова ќе споменам, долгорочната прогноза е подложна на промени. Може ли да видиме какво време очекува денеска да Денеска, помогнеш? секако. Повели. Ајде, ви благодарам. Твојата позиција веќе си ја знаеш Да, од да, минатиот да. пат во Македонија на утро, еве ни ја картата. Да, ова се денешните прогнозирани температури за Македонија. Имавме постудено утро, тоа можевме да го почувствуваме во утринските часови поради посвежиот бран кој што ни пристигна од север во текот на вчерашниот ден и услови намалување на температурата на воздухот утринската, па и максималната дневна се очекува да биде пониска за неколку степени во однос на претходните денови, така што во главниот град до 20 степени забележуваме температура, по лошкиот регион 17, Куманово 19. Нема голема температурна разлика помеѓу регионите низ земјава, но затоа има голема температурна разлика помеѓу утрото и денот. Сосема слаб до умерен северен ветер, поизразен долж по Вардарието, а она слабо изразено воздушно струење во наредните денови, кој што е прогнозирано за периодот кој што ни предстои, ќе услови да има и појава на магла по одделни котлини. Маглата е карактеристична кога има отсуство на ветер и онаму каде што е магливо е секако и постудено во останатите делови од земјава. Сончево, максимална дневна температура денеска само до 21 степен прогнозирана за југоисточните делови од земјава, односно за Гевгелија, стабилно и суво без врнежи. Тоа се накусо денешните временски услови и температури. Колеги? Гужва низ Скопје, гледам, црвена е мапата на Google.